Да се свртиме кон Матеј поглавје 7. Во поглавје 7, стих 21 е напишано: Не секој што ми вели, Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Зборот исполнува да опфаќа одредени прописи, статути и закони што мора да ги почитуваме. Не е ли тоа така? Каде оди оној што ја исполнува волјата на мојот Отец? Тие ќе влезат во Царството Небесно. Бог ни ги прости сите гревови и ни го даде светиот празник на Новиот Завет наречен Пасха. Кога даваше леб, рече: Ова е моето тело, а додека даваше вино, рече: Ова е мојата крв, и зад овие зборови даде уште едно ветување. Во Јован, поглавје 6, стих 54 гласи: Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв? Што имаат тие? Има живот вечен. Зошто Бог таму го нагласил вечниот живот? Бидејќи Царството Небесно е свет каде што нема смрт, никој никогаш не може да влезе во Царството Небесно со смртно тело. Затоа Бог ни ветил вечен живот однапред преку Пасхата на оваа земја. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен. Што представуваат неговото тело и крв? Не е ли тоа пасхалниот леб и пасхалното вино? Оние што јадат од пасхалниот леб и пијат од пасхалното вино, односно телото и крвта на Исус, имаат вечен живот и ќе бидат воскреснати од него во последниот ден. Но ако не јадат од телото на Синот човечки и не ја пијат неговата крв, што немаат? Пишува дека тие немаат живот. Потоа денес на места каде што отсуствува вистината за Пасхата на Новиот Завет, нема живот. Тие ја укинаа Пасхата и се што се нарекува живот. Сепак, не рече ли тој: Ако јадете го телото на Синот човечки и ја пиете неговата крв, ќе останете во мене и јас во вас, и ќе ви дадам вечен живот. Што точно представува ова ветување? Тоа е Пасхата на Новиот Завет. Отецот и мајката ни дале учења на кои дури и ангелите на небото им завидуваат. Не ги сметајте овие драгоцени зборови на вистината за безвредни. Наместо тоа да им пристапиме на нашите соседи и на сите околу нас со достоинство, не само да кажеме: дојдете и само јадете го лебот и пиете го виното, туку да можеме јасно да објасниме зошто е потребно да го сториме тоа. Сите ние мора да станеме деца на Сион кои знаат како да ја артикулираат оваа причина. На овој начин, да се стремиме сите да станеме Божи работници кои енергично ја споделуваат големата цел на Отецот и мајката да го сакаат и спасат човештвото. Со надеж дека празникот Пасха на Новиот Завет ќе стане благодатна пригода што ќе ја слават сите луѓе ширум светот, би сакал да ја завршам денешната проповед. Ви благодарам многу.